почитување сега. Добар ден на сите, почитувани активисти од граѓанското општество, драги колеги и партнери. Во име на делегацијата на Европската унија, на вистина, представувам задоволство да ви посекам добридојде на сите вас на овој денешен настан, да ги презентираме, меѓутоа исто така и дискутираме за иницијативите на граѓанското општество кои што се успешно имплементирани во рамките на механизмот на Европската унија за граѓанско општество, за граѓанска отпорност во Република Северна Македонија. И имајќи во предвид дека се наоѓаме во Велес, ние се разбира дека ќе се фокусираме денеска на иницијативи кои што се спроведени во Ватарскиот регион. Организациите од граѓанското општество, мислам дека сите знаеме дека тие се многу важни двигатели на промена, кои што им овозможуваат на граѓаните да учествуваат, меѓутоа исто така и да бидат предводници на прогресот на нивните локални заедници како и на нивната земја. Самиот напредок кон членството во Европската унија изискува не само политичка посветеност, туку исто така и поддршка од самите граѓани. Процесот на пристапување кон Европската унија исто така има потреба од мобилизација на целокупното општество, се со цел да може да се одржи и да се имплементира повеќето реформи кои што се изискуваат на тој пат. Граѓанското општество може исто така да служи како мост помеѓу институциите на Европската унија, националните власти, како и граѓаните, како исто така да може да го подготви самото општество за процесот на пристапување во Европската унија. Граѓаните и нивните организации исто така и помагаат на земјата да напредува кон поефективна демократија, владење на правото, почитување на човековите права, како и усогласено со меѓународните стандарди, преку учество, преку нивната улога како надзор врз имплементација на политиките, како и преку барање на отчетност од самите институции. Во текот на изминатите 2 декади, партнерството меѓу Европската унија и граѓанското општество во земјата исто така се прошири на сите фронта, финансиран од страна на инструментот за граѓанско општество на Европската унија. Ние исто така обезбедивме грантови за проекти, како и за активности на граѓанското општество, како и техничка помош. И се разбира дека токму со помош на подгрантови осигуривме и наша финансиска помош која што доаѓа всушност им беше ставена на располагање и на помалите организации од граѓанското општество. Вкупно фондовите на Европската унија ја достигна до 45 милиони евра како поддршка за граѓанското општество во вашата земја. Во 2022 година Европската унија исто така го прошири своето директно партнерство со локалните организации со формирање на механизмот за граѓанска отпорност на Европската унија. Целта на овој прилагоден инструмент беше повторно да може да осигури извори за помалите и за по-неискусни локални организации кои што се активни во, меѓутоа и се активни за добробита на своите локални заедници. Се разбира дека ова нематеријална поддршка исто така создаде можности за спроведување на активности ширум земјата, како и да ја зајакне отпорноста на граѓаните за да можат да се соочат понекогаш со многу силни ветришта на промени. Денеска, мислам дека може да видиме дека денеска споделуваме со вас граѓански иницијативи кои што се спроведувани во Ватарскиот регион. Исто така имаме можноста денеска да слушнеме директно од активистите кои што се на терен и кои што всушност ќе може да го споделат на своето искуство со нас. Тие имаат преземено неколку активности кои што одговарат на реалните, на вистинските потреби на нивните заедници, кои што од друга страна исто така ја зајакнуваат отпорноста на овие групи, меѓутоа исто така отпорноста и на своите заедници. На овој начин можем да кажем дека механизмот на Европската унија за граѓанска отпорност исто така беше во можност или успеа да дојде до многу граѓани на локално ниво и на тој начин да може да даде свој придонес за социјалната кохезија, да го потикне и да го зајакне социјекономското закрепнување после пандемијата со COVID-19, меѓутоа исто така да може да промовира и поеднаква породова одговорна како и еколошко општество. Исто така би сакала да ја потенцирам работата на проектот и на луѓето кои што работат
во проектот за техничка помош, кои што работеа за подобрување на таа поволна средина за активности на граѓанското општество во Северна Македонија. Од 2020 година овој проект исто така беше во можност да испорача, да понуди експертиза за тековните законски реформи на законодавството, како и за изградба на капацитетите за поддршка за подготвување на владината стратегија, како и на акцијскиот план за соработа со граѓанското општество 2022-2024 година. Ви благодарам.